Божи благослов, драги браќи и сестри. Се радувам што ова сабота сме заедно. Пред се благодарност од наша страна. Веќе Лазе спомна што ова сабота не примивте и сами очи на крштење во вашата црква. Ние се радуваме што може да дојдеме кај вас. Тоа не значи дека не треба вие да дојдете кај нас. Неколку саботи се дешава да ние бидеме кај вас гости, така што имате отворена покана од нас, од цела црква да бидете гости во идниот период кај нас. Многу пати во нашиот живот се соочуваме со некои за нас невозможни работи. Кога сетам денес, 2003 година, 20 септември беше денот кога јас во овој базен направи завет со Господа. Пред 15 години, а тогаш имав само 15 години. И ја тогаш воопшто не размислував дека за 15 години јас ќе имам првото крштевање тука во овој базен. Али чудеси се Божите патишти, на посебен начин Бог нас не води во нашиот живот. Но во текот на тоа наше патешествие, тој наш живот, ние наидуваме на тешки моменти кои за нас на изглед се невозможни. Невозможни, мислам дека тука е крајот и нема понатаму ништо. Нешто слично се дешава и со израелскиот народ, стиховите кои што сега ќе ги прочита во втора книга Мојсеева, каде што се наоѓаат во момент позади нив се наоѓа непријателот кој што ги следи, сака да ги не да ги пороби, тие више биле поробени доста период, него да ги убие, да ги уништи. Од десна и од лева страна се наоѓале карпи и широка пустина, а пред нив што се наоѓало пред нив? Се наоѓало море. И тие уплашени што ќе биде буквално со нив. Што е тоа што ќе се случи, а знаеле што ги чека ако нешто ново не дојде. Според луѓето што се занимаваат, што се стручни во полето на решавање на кризни ситуации или менеджмент во кризни ситуации, како што го нарекуваат, они би дале различни солуции, меѓутоа еве некој од нив. Подигнете го белото знаме, предајте се зошто да изгинете. Предајте се боле него да изгинете. Некој друг ќе каже време да се ризикува, збите ги своите редови, направете некоја војска, па може би ќе успеете. Ево уште една трета солуција, одложете го неизбежното и почнете да се криете по карпите и бегате низ пустината. Бидејќи овака и онака вие ќе изгинете. Меѓутоа, Бог на својот слуга, на Мојсей, му дава нешто што овие стручници за менеджмент не може да го разберат. Он му дава директна солуција. Интересно е што народот е уплашен, не сме ние ништо поразлично, си кажеме реално. Кога ќе најдеме на тешки ситуации, и ние се плашиме. И ние гледаме само зидот пред нас и воопшто не сме свесни што може Бог да учини во тој миг. Стравот е толку силен што забораваме дека постои нешто позади таа завеса. Сепак Бог упатува преку Мојсей стихови, односно зборови на утеха, запишани во втора книга Мојсеева. Глава 13-14 стих. Не бојте се, му рече Мојсей народот. Стојте цврсто и ќе видите што ќе стори Господ за да ве спаси денес. Египетците што ги гледате денес, никогаш веќе нема да ги видите. Господ ќе се бори за вас, бидете мирни. Што е тоа што Мојсей го покренувал да каже вакво нешто? Да не забораваме, Мојсей многу пати добил некоја порака, па некојаш не бил спремен да изнесе. И многу други пророци и Божи слуги. Многу пати јас и вие сме доживеале охрабрување кога било тешко, но не сме били спремни тоа да го видиме. Зошто? Бидејќи не сме гледали излез. Едноставно, притисокот на самата ситуација допринела и нашата недоверба во нашиот свемогучи Бог да веруваме дека ќе дојде откупување, избавување или спас во таква ситуација. Еве накратко трострука Божја формула што ќе ни помогне во вакви неизбежни ситуации, во ситуации кои што се невозможни за нас, навидум, но не заборавате дека за Бог све е возможно. Прво, нема да се плашите, нема потреба да се предавате. Стојте мирно, нема потреба да возвраќате на тој напад.
Значи не се плашете, останете цврсто, мирно, нема потреба да вие возвраќате на нападот. И трето, Мојсе вели, гледајте како Бог ќе ве избави и нема потреба да се грижите. И нема потреба да се сокривате меѓу карпите. Застанете и чекајте. И гледајте како ќе дојде вашето избавување. Сите ние знаеме дека не е лесно во таква ситуација да бидеш опуштен. Кога знаеш дека све се руши околу тебе, и пред тебе, и позади тебе, буквално не гледаш излез. И не е едноставно да бидеш смирен да кажеш јас ке чекам. Теоретски е можеби одлично, али практично, се кажеме реално, тоа не е воопшто лесно. И јас мислам дека баш ништо и не правиме во такви ситуации кризни и тешки. Кога ќе најдат такви моменти, ние ништо посебно не правиме, во смисла да нешто направиме бидејќи сме во паника, во страв. И можеби најмалце што размислуваме, а не би требало да биде така, дека ќе се деси нешто што не очекуваме. Односно Бог ќе се умеши цел да направи нешто и да тие темни облаци можеби нашиот живот за миг ги растера. Не можеме да го совладаме својот страв, се додека проблемот не го изнесеме пред Господа во молитва. Не можеме се соочиме со невозможното за мене и за вас, се дека тој проблем не го предаме во Божји раце. Не го изнесеме во молитва. Да кажеме, Боже, толку беше моето. Во своја сила толку успеав. Колку би било поедноставно кога тој дел би го прескокнали, не биделе во своја сила. Ете што вика, ти му кажеш дека има зид, не он со главата иде. До кога додека не скрши главата? Може би ќе се памети, а може би не. Колку би било едноставно да го тој дел прескокнеме јас, мојот улог, мојот влог во тоа, да препуштиме директно на Бог да се погрижи. Да му кажеме на Бог, да го информираме во молитва. Библијата вели, пред да кажете нешто, Бог све знае. А тоа не значи дека не треба да му кажуваме. Ние се препуштаме многу пати, Бог све ќе реши, ќе оставиме на Него, не се секираме воопшто, но не е така. А не е така. Вториот принцип вели, не можете да стоите мирно доколку не сте научиле да имате потполна доверба во Божјото водство. Јас не можам да стојам сигурен дека тоа ќе биде добро ако претходно не сум се уверил дека Бог тоа може да го направи. Ако немам добра врска со Бога, ништо не ми помага. Со други зборови, многу пати како адвентисти знаеме да кажеме секој предадаме во негови раце, нека се он грижи. Во ред, но кој е мојот и вашиот дел во тоа? Што јас и вие правиме кога се соочуваме со некој проблем? Или секојдневно паѓаме и кажуваме па јас не можам. Бог во својата реч, во Библијата ни дава совети дека ние како христијани, како луѓе, треба да се тренираме себе си, да се тренираме да нешто со што се соочувам јас денес, да го подобрам во мојот живот. Бог ми дава совети и вика слушај, и преку левајте на разни начини. Прост едноставен пример. Внесувањето на храна и денешната медицина тоа го потврдува. Пред дојдете во кревет е што? Тоа е убиство за желудникот, се кажеме реално. Убиство за самиот желудник. И денешната медицина тоа го заступа. Вајд пред многу години го напишала. Само треба некој да прочита. Бог ни дава совет и вели немој тоа да го правите. Прост едноставен пример. Јас имам порив да јадам. Сега, ако знам дека не е добро, што бара ради од 10 сат пред фрижидер да стои? Значи, едноставно, треба себе си да се подврнем и да кажем, слушај, треба да се учам себе си. Ние се научили некој друг да го заврши тоа. Не. Во ред. Вика, направи најдобро што можеш и Бог ќе го направи тоа што не можеш. Треба да се тренираме себе си дека тоа што е до мене да го направам јас. Дека јас имам некој дел во сето тоа. Ако одиме по теорија дека ништо немаме дел, тогаш спасуваме со вера во Исуса Христа, прифаќаме неговата жртва на крстот, вика, но прифатете ја и се трудиме со своја сила кој што до нас стои, а да им по Божиот пат. Ти секој ден како што некои велат, јади, пи, уживи, Бог да ќе те спасите, не се секире. Мора да разбереме дека имаме ние како голем дел во нашето христијанско растење. Во нашето христијанско патување од почетокот па до самиот крај. И трет принцип, не можеме да го видиме Божето спасение доколку немаме момент на прославување и на богослужение кон Бога.
Од цело срце се радувам што Бог мене ме избавува. Знаете, ние кога најусредно се молиме? Кога имаме најголема мака. Кога имаме најголема мака, тогаш највише се молиме. Но израелскиот народ, јас не ги разбирам многу пати, они виделе директна Божја интервенција. Колку зла биле излејани врз египетскиот народ. Се зла излејани. Они виделе и не само злата, него и многу други работи. И виделе Божјата рака како го води неговиот народ. И све што направиле, и доаѓа првата препрека и вика, па боје сумревме таму зарем гробишта немаше во Египет. Мора тука да изгинеме сега. Египет и израелскиот народ една приказна, ние сме сосем друга. Кога ќе најдат тешки моменти во нашиот живот, да не кажеме, подобро ќе беше тоа да ме направев. Подобро ќе беше овака, него сега се патам во мојот живот. Ние не смееме тако нешто да правиме. А тоа е бидејќи нема постојана и секојдневно предавање во Божите раце. Сега кога тоа го нема во нашиот живот, чабе ни е све. Тоа се три важни нешта. Три тајни кои што ќе ни помогнат да го разбереме оно што Мојсин го кажувал на израелскиот народ. Тие три главни оружја се молитвата, Божјата сила и на крајот прославувањето, односно укажување на богослужение кон нашиот Бог. Колку пати само во Стариот Завет гледаме кога Бог ги избавува на посебен начин, што прават? Принесуваат жртви, благодарност, свесни за тоа што Бог направил за нив. Интересно е што Бог многу пати праќал предупредувања на израелскиот народ и им давал разни совети, но тие не биле спремни тоа да го видат во овој миг. Исто и со нас. Многу пати добиваме разни предупредувања, но некогаш е тоа многу касно. Немој да се плашите, туку изнесете го својот проблем пред Бога во молитва. Не се плашите. Немојте сами да ги решавате проблемите, туку побарайте од Бога сила и верувајте во Него. Стоите цврсто. И немој да се жалите, туку замислете колку голема победа Бог направил за вас и ради таа победа окажете му благодарност преку богослужение и прославување. Ке кажете овие три принципи: молитва, Божја сила и прославување или богослужение, па дали некаде биле тие практично покажани? Во Библијата многу начини, но верувам дека и во нашиот христијански живот. Ја кажам јас еден пример. Тоа беше 7 мај 2016 година. Некој може би го чул во некоја верзија, но во потполна не, целосната верзија не. 7 мај 2016 година се одржуваше семинар за брачни парови во Кавадарци, односно во Михајлово. И тоа беше интересно што Дајд Булович дојде по втор пат во Македонија, претходно имаше семинар за млади во однос на изборот на брачниот другар. И он беше планиран семинарот да биде во Михајлово. И ние тргнуваме од Скопје, по голема група и секој со своите автомобили. И стигаме во Кавадарци. Јас сеќавам, Драго гледам буквално пред мене, он водеше со сопруга со своето семејство. Во еден миг он проложи право, а ние бидејќи неколку пати одевме да го испитаме теренот, се што требаше, го научивме патот. Само може да не би го знаел, али тоа го знаев. И сеќавам Драго појде напред, јас свирев и му дав знак да се врати назад и ја проложив прв. И така одеме по патот, планински пат со шљунак. Еден момент одиме право, тука разговараме околу, еден момент сопругата вика скрени десно, тука треба да одиме. И наравно во тој момент воопшто не размислував дека тоа е планина, тоа е све. Јас прикочив и буквално нагло влегов десно во патот пред Михајлово. Тука имаше еден мост и како све одеше, верували или не, според некоја физика и закони на овој свет и закони на природата, би требало автомобилот да замене буквално во провалијата. Бидејќи како беше мостот пред нас, ние идевме тука, пун десно и влеговме во провалија. Не знам што се деси, почна воланот нагло се врти на пун десно, иако он знае кога отпуштиш да се врати назад. И на крај завршивме ние на самата ивица на мостот, кој што на жалост нема огради, а доле длабока провалија, немаше огради. Јас сеќавам дека автомобилот застана, двата точкови беа на мостот, тоест тој пролаз, а двата висеа. Со нас беа Сара Ивановска и сестра Румена од Скопје и сопругата напред.
И он излегува, задната ложа излезе брзо. И сеќавам дека Сарита кога излезе напред, во тој миг почна колата да ствара, го изгуби балансот, односно бидејќи 3 особи беа од таа страна, а ја останав сам. И сега веќе колата почна дека Сара ме фати и излегов јас надвор. Тоа беше само Божја интервенција. И кога излегов надвор, мене воопшто не беше битно што ќе биде со колата. Колата беше купена у март месец, а тоа помина само 2 месеци од кога купивме колата. А претходно и комби и се што требаше се возев, али ете, треба се случи нешто. И поминавме тука 4 часа. 4 часа се одложи семинарот, што мене беше онака баш жал. И немаше излез, немаше како тоа ќе се излече сега. И на крај се појави, мислам дека беше од Кучовчанка еден вилјушкар, кој што напред го врза левиот точак и Јурица со колата, тоа беше доста рискантно, влечеше позади и сеќавам кога се подигна автомобилот и вика тој леле, вика крилото замина. Ама крилото е пластично, после се исправи само. И реков не е страшно, само нека излезе колата. И кога автомобилот излезе на крај после 4 часа, че пајак нема кавадарци, реков пајак дека нема пајак во кавадарци, реков добро, ништо не ве дига. И кога во такви ситуации треба нешто и лошото кога може да помогне го немаше во ситуацијата да помогне пајак. Реков да сме скупи ќе подигне пајак. И на крај фала Богу луѓето се најдоа, значи тоа навистина беше Божја интервенција. И стигнавме, се заврши добро. Јас сакав да го издржам клучот бидејќи контактот работеше и не ми даде да влезам во кола. После запаливме со некои кабли и стигнавме све. Јас се сеќавам, знаев и како беше све. Бог даде од самиот почеток кога тргнавме од Скопје предупредување на малете, полека возете, бидејќи кога ги земавме Сара имаше скршена нога Ивановска. Додека они влегоа со незината мајка, реков леа се овој каварци ќе не чека долго време. И јас по пастичарска тие што доаѓале во Скопје знаат, после мостот секојаш се знам дека секојаш што и полиција тоа не знаев. И буквално он го спушти својата застава, од кога спушти јас уште некои 20-30 метри кочев бидејќи возев 95. А само што го спушти е закон да се вози на 50, низ Скопје претходно беше 60, сега 50. Јас застанав, одам позади и се обидувам да се докажам сега со полицајците, научив едно правило. Вели никош немој да молчиш. Тоа Ванчо ми го кажа во Скопје, вика никош немој да молчиш кога те заустава полиција, него кажи, објасни, обиди се бидејќи се предаваш. Ја реков ние одиме, имам дете со скршена нога и тој вика сакаш да ги убиеш? Реков кај кажав, кај ле. И реков добро, јас вадам легитимација, реков јас сум свештено лице, брзам имаме настан. Вика свештено лице во ред, супер, вика. И се отвори некои разговори, вели во ред, но во црквата ваша постојат правила и принципи, реков да, постојат. Како можеме ние да бидеме верници таму? И реков има процедура. Па вика и кај нас има процедура. Реков разбирам све и после 20 минути спуштивме на пола казна. Верувало или не, кога ми кажа 60 казнени поени, јас немам ниеден до сега, фала Богу, вие што се добиле знаете како тоа до која ранка и да и колку се добиваат максимум не знам. 60 казнени поени и 500 евра беше казна. Ја реков, таа и сега ексих све. И он вели не, одиме на пола, вика 30 казнени 250, реков никако, ни тоа. Ја разговарам, се трудам да објаснам дека не господине. И после 30 на минути излегува Сара од кола, Сарита и вели гледа дека се македонци. И вели добар дан, како сме прошли, вика сопругот тој не малтретира да не го казниме. Он вика кога нешто греши, јас вика сакаш прво да му кажам дека не е така све. И кога вози брзо, а до принцип 2 месеци ја купивме колата, супер возеше за сега, ништо не му фалеше, нема што му стана денес. Вика јас кажувам, тврдам дека и така во некој разговор он вика слушај вика да ја купиш кондури на сопругата. А ние само што вративме некој имаше патување, тоа беше за 1 мај. И реков па само што ја купив сега. Вика сакаш казна или кондури? Реков кондури. За казната никош не ги доби, буквално кажам, оти се ради казната, да знаеш. Не. Не, за казната не, доби покасно, ме не реков никош, овие се од казната, да знаеш, не. Таму работа. Купи, тоа е пута 5. И во тој миг, тоа беше навистина онака Божја благодат. И сега тоа ми се случи, а јас во Михайлов пак возам брзо, што покажува дека благодата ни е милост покажана незаслужена врз нас, а ние и таа отфрлуваме дека нека си тераме понашање, нам ни одговара. Овие се тие 3 принципи кои што Бог ги покажува врз израелскиот народ.
Вика, кажете го вашиот проблем, молете се, истрајте во тоа, стоите цврсто и на крај благодарете на Господ. Тие беа моменти во мојот живот кои што навистина им помогнаа да сватам дека слушај, не е се како што изгледа. Едноставно препушти во Божи раце, нека Бог го води тоа. Но ти пази што е од тебе. Дека ако јас возам бркам, Боже ти спаси ме, пенешки ти спаси, два пати ме спаси, уште еднаш се случи. Тоа не беше моја вина. Уште еднаш ми се случи такво нешто, ма трет пат вика сарне ти ги не казна. Фала Богу, еве досега 5 години возам, ништо не се случило, и да не се случи никогаш, никому. Но како и да е, Бог ни дава предупредување. Бог ни кажува слушај ги моите совети, но што е од тебе направи го твоето. Бог те опоменува, но вика немој да правиш такво нешто. Ти си пример на другите. Ние сме гледај на другите луѓе. Не сме ни свесни како луѓето гледаат на нас. Воопшто. Еден библиски пример како овие три принципи, молитва, Божја сила и прославување, односно благодарност на Бога, е запишан во втора книга Летописи или втора книга на Дневникот, 20 глава. Вие знаете, станува збор за Јосафат, кога доаѓаат врз него три околни народи со цел да го покорат израелскиот народ. Вика потоа Моавците и Амоновите синови, а со нив и некои од меунците завојуваа против Јосафат. Ама Јосафат е добил оваа вест, против тебе доаѓа големо мноштво од она страна на морето. Јосафат се исплаши и почна да го бара Господа. Јосафат се исплаши и почна да го бара Господа. Та прогласи пост по сета Јудеја. И лечите се собраа да го бараат Господа, доаѓаа од сите јудејски градови за да го бараат. И гледаме дека овој прв момент, соочување со невозможното, израелците го искористиле оружјето на молитва. Они се молеле. Они патуваат молитва бидејќи доаѓаат три непријателски сили врз нив. И што прават? Неизбежна ситуација, невозможна мисија е за нив да ги победат тие три народи. Но вели првото, го користат првиот принцип, се молат на Господа. Го бараат Бог. Одиме понатаму. Вториот принцип во соочувањето со невозможното е стоеле мирно, цврсто верувале во Божјата сила. Читаме од 14 до 17 стих. Вели: тогаш Господовиот дух слезе сред соборот на Јазил, синот Захариев, син на Венај, син на Јеел, син на Матани, левит од Азафовите синови. Тој рече: слушајте сите јудејци и Ерусалимци, ти цару Јосафате, Господ ви зборува вака: не бојте се и не плашете се од тоа големо мноштво, зашто ова не е ваша војна, туку Господова, Божја. Ето го вториот принцип. Стојте мирно. Не се плашете, не возвраќајте на војската со воен напад. Стојте мирно. Зошто? Бидејќи Божјата рака ќе ве ослободи вас. И третиот принцип во соочување со невозможното е прославување, обожавање на Бога, е од 18 до 21 стих, но пред ќе прочитаме како Бог тоа го направил. Утре слезете против нив, тие ќе се искачуваат по асирската нагорница, вие ќе ги сретнете на крајот на долината кон Иерусалимската пустина. Не треба да се биете, поставете се, стојте, не гледајте како ќе ви помогне, гледајте како Бог ќе ви помогне. Замислете сега имате војска и војна и викате не се биете, не се вие борите, само застанете цврсто. Кога и да прашате што било војска, каже слушај, тоа не е логично нешто. За Бог многу работи не се логични. И не треба да бидат. Логиката со Бог многу пати не иде заедно. Ако веруваме во Бога и оние физички закони на овој свет паѓаат во вода. Бидејќи Бог е над се тоа. Тогаш Јосафат вика не треба се биете, поставете се, стојте, па гледајте како ќе ви помогне Господ. Јудо и Иерусалиме, не бојте се, не плашете се, утре излезете и пред нив Господ ќе биде со вас. Тогаш Јосафат падна ничком на земја и сите јудејци и Иерусалимци паднаа пред Господа за да му се поклонат. Потоа левитите од Катовите синови и од Коревите синови стана и почнаа да го фалат со силот глас Господа, Израелевиот Бог. Поранije наутро и тргнаа кон пустината. Текој, кога излегува Јосафат застана и рече: чујте ме, јудејци и Иерусалимци, надевајте се во Господа, својот Бог, и ќе се одржите, надевајте се во неговите пророци и ќе успеете. Потоа се посоветува со народот и ги постави господовите пејачи и фалители, кои ќе ја слават неговата светост
и ќе одат пред вооружените чети и ќе пеат: славете го Господа, зашто е вечна неговата љубов. Ете го третиот принцип. Славење, прославување на Бога, богослужение. Зошто? Они го прават тоа унапред. Тек после дошло поразот врз овие три народи. Они веруваат, се молат претходно, пеат, го слават Бога и доаѓа моментот на нивото избавување. Кога читам овие стихови, сеќавам на Јан Хус, на тие млади реформатори кои што гореле на ломачи, а во исто време пееле. Елен Вајд во големата борба кажува дека тие пееле, бидејќи го гледале небото отворено со Бог и со сите ангели кои што го слават. Они знаеле за кого тоа го прават. Они знаеле дека тоа што сега им се случува ним е за сведочанство за многу други кои што не го знаат. Интересно за Јан Хус, кога го спалиле, кога пепелта ја собрале, каде ја фрлиле? Реката Рајна и на тој начин символички се преширило евангелието низ тој свет. Овие три принципи, молитва, Божја сила и прославување, се принципи кои што ќе ни помогнат нам да не се плашиме, да се држиме цврсто, и тие се три оружја кои што не избавуваат во ситуации кои што делуваат за мене и за вас невозможни. Меѓутоа, не е се така како што изгледа. Немој да паничите, туку изнесете го вашиот проблем пред Бога. Не се плашете. Застанете цврсто, стојте и немојте сами да го решавате проблемот. Немојте сами да кажете сега јас све можам, кога ќе удрам глава у ступ, после ќе се обратам кон Бога. И на крај немој да жалите, туку замислете дека победата доаѓа, а бидејќи победата доаѓа, направете чин на прославување и славење на Бога. Ова патешествие мое не е све завршено. Тоа беше 7 мај 2018 година. Оние кои што ме знаат дека сакам цифри, математика и броеви и уживам да памтам датуми. Истиот датум, 7 мај 2015 година, 2016 беше во Михајлово, 2018 во Скопје. Нов момент, тој датум истиот. После 5 години, тоа е 6 години од кога сме во Скопје, постојано добиваме порака од црквата во Лаки да појдеме таму да ги посетиме све. Мислам дека после тој 1 мај никош повеќе да појдеме, се шалам. И имавме прекрасно служение и све на враќањето од кај нив. Случи нешто изненадно. А викаат, штом кола почне да се квари, знаете дека тоа е готово. Така беше со нас, беше околу 1 мај и ние се баш 1 мај и ние се враќаме назад и во еден момент од Лаки према Прилеп на Плетвар и почна да тропа нешто, а оној звук како кога бевме деца, па дали вие сте правиле тоа не знам, али во велосипедите стававме пластични шишиња, тоа беше тренено време и тоа позади се ставаше и тоа бе онака идеш и сега видам денес тоа глава ме боли, али некојаш тоа сум го правил јас можеби. И тоа звукот на мотор, да, сега немаш мотор, али имаш велосипед кој што делува као мотор. И Сара вика, нима некој звук, тоа река на пластика влегла. Застававме горе на врвот на Плетвар, кај што беше од 998 метри. Тука има служба за чистење на снег. Јас угасив колата, запалив и вика, не е пластик. Сега ќе моите спуштивме јако доле. 1 мај нема мајстор за лек, сега се најде со овие отварање на граници камоли кога е за празник. И доаѓа некој мајстор вечерта, а тој за мене, тој еден мајстор во Прилеп, никош за мене не беше некој мајстор, ги се со чекан, со железо, све, и реков, овај. Доаѓа и вика, моторот заминал, карики, све живо, он ми кажа. Ја онака со резерва, ме исплаши доста. И добро, реков, не е проблем. Само ке мајсторот мој во Скопје. И реков, Ваце, колава да ја носам, тоа се случи, вика, донеси ќе ја средиме. И шлеп служба, другото сабале наутро. 7 сат ние со шлепот одиме за Скопје. Она чувство кога буквално што вика све лаже што потонуле. Кога знаете дека вложувате во нешто и 2 години и 2 месеци буквално колата ништо немаше, слава на Бога. Али еден ден треба да се случи. Животот не е бил интересен кога би немало такви некои турбуленции. И ја донесовме таму, недела дена стои колата, мајсторот сега после, ништо не може да направи на колата. Најлошо све што немаше он свој сервис, бидејќи таму се руша, се градат згради и кај некои пријатели, а тие пријатели негови ми ги заменили дизните и куп чудеса, колата не пали, не функционира. Еден мајстор, друг мајстор, овој вика не можам, никој не отвара, кажа ке отвора мотор, ја све.
земи нов мотор, тој ако е стоен мотор може да биде пак проблем, во ред не е никаков проблем. Ќе најдеме некој друг мајстор, еден друг трет се явуваме, луѓе познати со сервиси, вика донеси ја ки нас. Се размислувам, донеси ја па може, не може, кога земете, вие видите колата, бидејќи се дававме пари од давање шлепови. Сега шлепни из Скопје, да дадете исто како пола од Прилеп до Скопје, бидејќи и да е 5 километри, таа е цената. Тарифа во Скопје си постои посебно. Ништо, двајца мајстори, трет мајстор. И најстрашно што мајсторот мој кој што дигна раце, вика ако сакаш ќе те земам за железо, за делови. Сега ја размислувам, тогаш ќе ја поправи, се ме бараш за делови. Вика за делови да те земам, реков слушај, ај викам ќе видам аце ако не најдам нешто чаре, ќе мора да се даде за делови. Катастрофа жива, ужас. И ствар реков трето немаме, реков помине недела дена ништо со колата да се молиме и Бог да најде, ако треба да иде во железо, нека во делови, нека иде во делови, а се беше другото добро, само сега моторот ако нечи нешто вика џабе е све. Тоест дел на моторот не беше целиот. Може и полошо да биде. И на крај беше моментот што ние и постиме и се молиме, петок, сабота, недела и у сабота дојде еден пријател во црква и вели слушај, јас имам еден мајстор мој кој што се занимава само со рено и отвара, затвара све, он мотори менја, реков одлично, да го видиме. Верували или не, ајде реков да појдеме утре, беше тоа сабота, појдеме недела, не вика не работи. А научите правило муслиманите, викама да знаеш албанец е. Добро реков да сите стуикате на Прилепска има погока сите турци, кај сите турци јас сум таму. Сите ги поминавме, сега уште тој не е проблем. И сега ние се молиме и ставивме знак. Така функционираме кај нас. Бараме од Бог некој знак, реков не Боже, мајстор што ќе го најдеме, нека каже ајде ќе идеме со мојата кола да видиме твојата. Не донеси ми ти мене, оти таки преку глава ми е. И одиме со другарот. Во недела ќе идеме, не вика не работи у недела. После дознав дека во петок муслиманите не работат, а у недела работат и сабота и све. Во понеделник да одиме таму 9 сат, ние сме кај него. Ја влегувам онака све исплашен све. И добар ден. И што е со колата? Па е, реков, тоа се слуша, кај ти е тука, реков, у Визбегово, на неколку километри од него. И он прво што ми рече, вика, ајде вика да одиме со мојот Мерцедес да ја видиме твојата кола. Јас само се насменав, овој ми вика што ти е? Ништо друго ќе ти кажам после. И ние појдовме, јас тоа беше доволно. Што ми кажа така, знаев дека Бог ќе се погрижи, веќе Бог се погрижил и нашло решение. Одиме таму, колата, кој нешто ти правеле овие, па не сакаше да запали, јас тоа што во нормална состојба, со шлепот сега. И оние акумулатори менјавале све живо, ставивме кабли, се запали колата, викав можам да ја возам, може, вика тука 3 км вози јас по нив. И оставивме таму колата и тоа беше 7 мај. 7 мај. Претходно, кога беше со кавадарци во Михайлово искуството, баравме Боже водство, искуство и реков Боже, реков не мислев баш вакво да биде страшно да загинеме за малце. Дека не се грижим, мојата рака никош нема да ме напушти, тие стихови ми бе постојано во глава. И килјаници ќе паѓаат, но ништо до вас нема да се допре од 91 псалм. И сега баш кога имав некои недоумици и све, и повторно барам Боже водство, и колата никој не може да направи, и на крај се најде човекот кој што ја направи колата, ја поправи. Функционира све од тогаш до сега, фала Богу, ништо не е било. Но не само што ја поправи колата, него јас тоа се радуваше кај мене, ја отворено ќе кажам. Јас доаѓам од револуционерен град каде што знаете прва пушка пукнала таму и чист град, разбирате во која смисла чист град, а доаѓам во Скопје каде што све е мешано. И не е едноставно, плюс исплашен, ќе ве стават на минаре, това, она, све, значи, еден куп, мовете пазете автобуси. Кога дојавме ние, запали автобус на Пастичарска улица, реков што уште ќе се случи. Ја одам во Вера да носам инфо во петок попладне, поминувам таму, они некоја врева дигнале некој протест, и вика ајде, со оние врзани преку глава, реков каде сега мене, сара се вика протести, кај сте, реков тука меѓу нив. И се нешто се дешава, раде се во тоа, и од кај мене се створи некој отпор, порив, негативен, повише него што ги имав претходно. Многу повише. Вили прво кога се дигна вревата, татко ми беше увојната, можеби од тоа ми се ствара мене. Момент кога пред него конвојот беше целиот запален и све, он се најдел во самиот конвој и 3 дена не знаевме за него дека ќе преживее и све. После 3 дена се јави човекот и јас сум жив, а овие го исплакаја дома. И од тогаш се ствара кај мене некоја одбивност
И верувајте, овој мајстор што го запознав јас со колата, ја претходно му ставив кога барав крило. Сашко знае кога крилото го удри во вера. И кога ставив реков крило, дали имате, немам крило, реков да пишам бројот како името Мухамед. Ау, реков овој албанец, јас го избришав, не ми треба таков. Многу лошо и погрешно, скажам дека сум имал предрасуди кон луѓето, така воспитан во таков град, после дојден тука исплашен многу пати све. Јас можам да кажам денес дека со тој човек разговарам за теми библиски и за све и од Кураното и од Библијата многу повеќе него што можев некој да замислам. Тој не е само мајстор, тој е добар човек, тој е страшен предог, во миг кога ти треба он не гледа време и место, секој пат се јавува. Човек кој што дојде во црквата и влезе и нема проблем со тоа, само прашува дали кога се облечам кондурите, веќе нив у џамија се облекуваат кондурите. Кога најмалку се надевам, Бог ќе ми прати луѓе кои што нас ќе не охрабат повеќе него што сме биле, макар тие биле и светски. Затоа, ајде да видиме луѓе кои што ќе користат овие три принципи. Никош нема се плашат, ќе стојат цврсто uz Бога, ќе се молат и ќе прославуваат Бога. И ќе бидат секогаш отворени за нови солуции кои што никогаш можеби немало да им падат на памет. Јас никогаш немаше да помислам дека ќе се спријателам со мајстор, со албанец, ја македонец, а верувајте, толку се спријателивме што викаат стари рака уган ќе даде за некого. Кога ти треба човек ќе се најде секогаш, али Бог кога праќа луѓе во право време, во вистинско кога јас и вие не мислиме. Затоа нека Бог ни помогне да овие принципи никогаш да не ги заборавиме во нашиот живот, да секогаш користиме молитвата, Божјата сила и прославување, богослужење кон Бога. Јас сум захвален што Бог ми помогна во сите овие искуства и што ги разруши моите предрасуди кон некој народ и што немам проблем со ништо денес. И нека Бог ни помогне со тоа. Амин.